Борачката федерација. Јас како селектор тоа кадетска репрезентација го освоивме во Литванија и имаше сериозно добра борба, освои трето место. И кога зборуваме за државите кои потекнуваат од порочниот сојуз советски, тука не треба да се занемари, значи квалитетот и можноста. Се работи за квалитет, за школа по борење и по други спортови, не само по борењето. Јас не успев да ги гледам и двајцата во претходниот дел, меѓутоа се работи за исклучително две добри школи, бугарската и литванската. Христоф има 23 години, бугаринот, литванецот Паулушченко Домантас има 26. Во оваа година литванецот на Европското првенство во категоријата 86 килограми беше на 16-тата позиција. Ова го зимаме како репер со оглед на фактот дека Европско првенство е Европско првенство и е многу значаен настан, додека бугаринот Христоф во Хрватска на Европското во истата категорија 86 килограми беше на 20-тото место, што говори дека можеби според овој резултат литванецот Паулишченко би требало да е во мала предност статистичка барем. Самите позиции на пласманите не кажуваат дека некој е подобар. Да. Затоа што можеби се сретнал со некој што е многу поквалитетен и елиминиран во стартот. Така да меѓутоа самото учество на Европското првенство се гледа по конституцијата дека се работи за исклучително квалитетни борачи и релативно млади. Така да тестират во секој случај и сега има опомена литванскиот борач и доколку за 30 секунди не направи, значи тој ќе изгуби 1 поен. Она што го говоревме што е направено и можеби гледате се повтори во неколку борби и како некој не пише на правило, тука тактизират. Знаете, рековме тоа е добро, нели го мотивира, меѓутоа го прават и правило веќе понатаму. Да, јас ќе бидам активен, недоволно као работам, сакам да поентирам, ама не поентирам бидејќи некам да ризикувам. Вака е подобро. Завршува и бугаринот ќе води со 1-0. Да. И да, веќе добива психолошка предност. Меѓутоа не значи. Тоа 1 поен не ги решава. Да се покаже дека па и 4 поени некогаш не значат ништо во однос на севкупната победа. Има овде доста време. Се тука мислам дека 1 поен, да, излезе и веќе 2-0. 2-0 за Христоф. А реално така, значи не требаше да се движи назад. И тоа е добро да ги мотивират да се движат натре, да стоят, да покажува дека Христоф покажува поголема желба за иницијатива. Сега обратно. Сега се сменија улогите. Да. Мудро изигра. Видите сега конституцијата на борачите, литванецот е многу висок и на тој начинот на борба негов односот за разлика од бугаринот понизок, значи тој е поприземјен во однос на литванецот. И можеби литванецот не е типична боречка фигура литванецот, барем вака на прв поглед. Да, можеби така дело, меѓутоа знаете, се повисоки се борачите. Знаеш, прво имаше една забелешка. Ако си борач, нема да порастеш. Долго се обедувавме со родители, со деца, се плашеа дали ќе пораснат. Не може да сватат дека тие се некои си генетски предиспозиции, меѓутоа формата и обликот такви како што се борачите го прават оно што велиме, меѓусебната борба, начинот на вежбите, методите на работа, обликот на мускулатурата и така натаму. И порано точно така, полиските се бореле многу повеќе. Меѓутоа сега се повеќе гледаме високи борачи, се повеќе гледаме така корпулентни. И затоа имаме и повеќе категории. Почнуваме таму од 57, порано почнува 48 килограми до 130, сега веќе од 57. Значи и тогаш во тоа време јас кога настапував многу малку имаше 48, 52 килограми, многу малку. И тие што беа многу квалитетни, поготово тука ги негува нели нормално
бугарите, русите, турците, меѓутоа и јапонците. Значи таму азијатите ги имаат тие. Корејците беа исклучително многу квалитетни во тие три категории. 48, 52, 57. Литванецот има некој свој стил, јас мислам дека тој треба да се октебри да си го фати стилот. Прифаќа една борба, се наведнува многу ниско, што му дава предност на бугарскиот репрезентатив. Мислам дека треба да го движи, да го исправи. Христов тоа и го користи во одредени моменти. И треба да проба да го отвори горе, за да го или да го раздвижи малку. Вака во ова статичка борба многу не му носи резултат. А има предност Христов од 3-1, да подсетиме на 110 секунди до крајот. Има се уште време со оглед на има, малата разлика од 2 поени во корист на Илија Христов. Тоа што го говоревме, значи излезе, беше истуркан преку колено, меѓутоа има реакција. Главниот судија смета поенот. Имаат консултација, вообичаено е тоа за борењето и ќе донесат одлука. Во секој случај доста тактизираат и едниот и другиот, малиот број на поени го говори тоа, вкупно 5 во моментов, 4-1 за Христов. И тоа е еден поен добиен врз основа на опомена. Така. Видите, има борачи кои што не прават многу поени. Но победуваат. И така наметнува некој свој стил на борби. Меѓутоа тоа е ризик. Ризик така да останеш. Еве сега уште еден поен, пак малку непопуларна борба, меѓутоа тактички успешна. Христов, гледате, така го движи. И вака поставен литванскиот борач нема шанси да атакува. Тој значи многу ниско наведнат, не гледам значи офанзива некако како би изреагирал за да освои поен. Влезе практично во тактиката на Христов, кој го меле на некој начин тактички. Овој му наметна, ја прифати, тука сега го држи. Гледате, го блокира цело време. Да, 5-1. И сега ние викаме пасивен е плавиот борач, не, напротив, јас би рекол дека Христов. Зошто? Тој го држи цело време, не му дава да се движи. Ја има предноста, сега веќе 40 секунди до крајот. Гледате, како го блокира со левата рака, го држи тука на врат и не му дава да се движи. Не му дозволува едноставно да превземе иницијатива Паулишченко. Нема одговара ова борба на Литванецот. Литванец, така. Мислам дека треба да промени нешто, ама не верувам дека ќе успее. Сега тука и една акција со висока амплитуда, што е последен обид, влез за многу одлично, но требаше многу порано да го направи. И тука не успеа, иако беше одлична акцијата. Тука последни секунди Христов го гледа времето, мислам дека е. Да, 5-1 готово е, победа на бугаринот Илија Христов во една, ајде ќе ја наречам, помалку атрактивна борба денеска на македонскиот бисер во борење, но